ќе се позајмиме уште милиарда две од станство. Ќе заглавиме. Кога ќе треба го враќаме, па ќе земеме уште милиарда. Во светот пари има колку сакаш. Парите никогаш не биле клучниот фактор заради кој што паѓале македонски влади. Не се секира Мицко за тоа. Ќе излезе на пазари наместо за 3% камата, ќе земе за 3,8, тоа ќе биде вест од еден ден. Кој ќе му контрира опозицијата ќе излезе? Кои експерти гледаш дека прават дебатни емисии? Ние туку-што донесовме буџет кој што е веќе 6,7 милиарди евра година. Тој до крајот на едната година сигурно ќе стигне можда и до 8 милиарди. Тоа ќе биде лостот со кој што Европската унија мислам дека во еден момент ќе интервенира во македонскава политика во однос на проширување. Кога ќе клекнеме на нозе економски за некаква помош од не знам колку стотици милиони или милиарда, ќе дојдат и тогаш ќе му испорачаат сметката Мицко. За жал критичката јавност во Македонија е подклекната во известна смисла кој што веќе со години живеат во една нередовна, да кажем, ситуација. Целата ситуација им е веќе и работа на навик. Нема ништо кај нив потресително тоа што ќе им кажеш дека пензискиот фонд овдека не знам колку десетици години се разговара дека е неодржлив вака како што го прават. И немаат проблем они ќе се задолжат повторно, ќе го пополнат, ќе направат трансфер од буџетот. Знаеш, може ќе има нешто друго што ќе биде, знаеш, секогаш има некакви надворешни фактори кои што може да те изненадат, не дај Боже некакви нестабилности од надвор, од ова, од она, ќе превеслаат.